ресурсите кои се потребни, ако станува збор за поголема работа, 1, 2, 3, 5 експерта и така натаму, и барање за известување, значи да поднесе експертот или консултантот извештај. Понатаму, тоа може да биде клучен договорен документ. Што значи тоа? Дека кога вие ќе направите terms of reference, ќе го изберете експертот и ќе го викнете да подпише договор со вас, за да се осигурате дека стварно ќе заврши работата што вие сте опишале во terms of reference, и terms of reference ќе ја ставите како анекс на договорот. Значи тоа што вие сте му го дале како опис, тој се јавил, дал документи, потврдил дека тоа што го барате го поседува и заради тоа се обврзува дека ќе направи работата во времето и на начин како што било предвидено. ТИАР може да се подготви за проект како целина, за дел од проектот, ако некој дел од проектот, за некој дел од проектот ангажирате подизведувачи во поголема смисла, или за консултанти за специфични активности како овие торови сега што ги пишувавте, или описи на задачи. Сакам само да ви напоменам дека во прак, кај договорите за работи, значи ако во рамки на вашиот проект правите некакви градежни работи, ќе треба да направите процедура за вклучување за договор за работа, кај која што terms of reference или описот на задачи не се појавува во ваква форма, туку се појавува во форма на техничка спецификација. Значи, тоа што во градежните проекти и кај нас се вика техничка спецификација е всушност ова, описот на задачите. Зашто таму пишува сакам прозор со формат 60 на 90 од таков материјал и така натаму и така натаму. И тоа е тоа што се очекува дека ќе биде направено. Всушност поточно сам нарекол bill of quantities или предмер со пресмети за градежни работи, а за набавките се значи во склоп на техничката спецификација, ако се работи за набавка компјутер или било што, тогаш е баш техничка спецификација и деталите во тој документ. Значи ги видовте вчера во пракот, кога ќе се отвори секој различен тип набавка, услуги или работи, градежни работи, си има своји анекси. Значи во прагот десно и кога ќе окликнете сите си имаат посебен набавки С анекси. 14 документи, 17 зависи, нели, грантови е. Со тоа што тој што подготвува тендерско досие ќе направи техничка спецификација, а тој што аплицира на тендерот ќе поднесе bill of quantities и останати ги има сите наброени исто. Ги заборив англиските називи. Предмер, присметка, идеен проект, за студија ако има потреба за тоа, пред feasibility или feasibility вообичаено, импакт врз животна средина, се она што вообичаено оди со еден инфраструктурен градежен проект. Еве овде има за што се може да се направи, меѓу другото за студии, за евалуации, за ревизии, посебен terms of reference може да се направи и тој треба да биде доволно детален за да им даде точно насоки на тие кои што треба да ја направат евалуацијата, кои ќе бидат ангажирани за тоа или ревизијата, за да може да се реализира на правилен начин. И ова се точките што ги баравте преска да го вртиме terms of reference ставени на слайд. Значи, се опишува задачата во смисла на тоа дека проектот тој работи на таа и таа работа, во рамки на него се очекува дека ќе се произведат тие резултати, нешто слично, што не мора да биде многу долго. Може да биде и две страни, ама може да биде и пасус од една третина страна. Зависи од тоа зашто пишувате terms of reference или описни задачи. Целта на мисијата, значи како што проектот има цел и мисијата или задачата има некаква цел која што треба да биде постигната. Се опишува истата, прашања кои треба да се третираат, што точно треба да направи експертот, методологија која што ја очекувате, ако ќе ги добиете овие слайдови. Ако значи, ако сакате да му наметнете начин на кој што очекувате дека ќе ја направи задачата, вие ќе му напишете методологија. Партиципативна евалуација со 5 фокус групи и така натаму и така натаму. Ако не, ќе напишете, предложете методологија. Како ќе го направите тоа? Експертиза, значи што се очекува дека лицето што сакате да го ангажирате треба да поседува како образование, искуство и така натаму, тоа се оние general и specific како што експертиз. И работен план и временски распоред. Инаку, зошто служи terms of reference, треба да ја следи проектната структура и организацијата. Значи, шефот дава, или тој што е на
повисоката хиерархија во структурата дава опис на задачи за тој што е под него или за тој што треба да се вклучи во проектниот тим. За да има контрола врз работата на тимот на крај крајви и да може да се следи полесно дали се обавуваат задачите така како што е планирано. Значи во контекст и на мониторинг и на евалуација е потребно да бидат и описите на задачи јасни и прецизни. Ефективна проценка след одредена фаза на проектот или на целиот проект, при што се проценува влијанието, резултатите или ефектот од истиот. Значи ова веќе го споменавме во презентациите вчера, толку да се сеќавате, низ различни делови од презентациите, со тоа што сега ќе се фокусираме по-конкретно на одредени делови. Следните неколку слайда ќе поминаме малку по-теоретски околу тоа што е евалуација и кога се прави, а после Александар ќе направи една малку по-практична презентација во смисла на вистински, на вистински пример. Евалуацијата може да се дефинира или да се разговара за екс-анте евалуација, за екс-пост евалуација. Потоа се прави евалуација на резултатите, целта на проектот, на влијанието на проектот, може да се направи евалуација на трошоците, а крајната цел на било кој од овие евалуации е да се направат препораки кои што ќе се искористат во некој нов проект, ако се однесува на целината на проектот или во продолжение на постојниот исто така целина, односно ако станува збор за екс-анте евалуација, тоа што значи пред нештото или во тек на нештото, тоа за остатокот од периодот кој што ни престои. Значи, пак на почеток, екс-анте секогаш се прави во текот на одвивање на активностите на проектите или ако зборуваме генерално за проектниот циклус, дури и пред, ако одиме на програмско ниво, дури и пред воопшто да биде одобрен некој проект, кога се разговара за стратешки движења во врска со одобрените проекти. А екс-пост евалуацијата секогаш се прави откако ќе заврши проектот. Со тоа што критериумите по кои што се прави евалуацијата, без разлика за кој вид станува збор, се исти или слични, бидејќи покрај оние кои што ги применува Европската унија и кои што денеска ќе ги видите, постојат некогаш и некои други критериуми во смисла на легалност, функционалност на проектот и така натаму, но тие денес не интересираат. Ако ги сретнете, немојте да влезете во дискусија дека не е точно. Бидејќи други донатори или други организации применуваат и други критериуми. Значи, како цел, како причина зашто се прави евалуацијата или оценката на проектите, е тоа дека се оценува, се евалуира, односно се проценува квалитетот на еден дел од проектот, на завршена целина од проектот или на целиот проект. Секогаш, како резултат на евалуацијата, се донесуваат заклучоци и се прават проценки или на англиски judgment. Потоа, евалуацијата се фокусира на минатото, се проценува што е направено, за да ги добиеме овие заклучоци и да бидеме во состојба да донесеме решение или одлуки за воиднина. Понатаму може да се проведува на секој ниво на логиката на интервенција, ќе направиме врска со логичката рамка и ќе видите како се прави, односно кој критериум се употребува за кој ниво. Значи, се прави на секој ниво, меѓутоа не за сите критериуми одеднаш. И на крај обезбедува информации кои се користат во едните активности. Дали има некој прашање до сега? Јасно ви е што ви зборувам? Следно прашање кое што ме интересира е за кого се прави оценката. Во одговор може да бидат повеќе институции, субјекти и така натаму. Значи може да биде самата организација која го спроведува проектот и во основа таа би правила екс-анте евалуација, односно кога ќе го направите мониторингот до одреден момент, следниот чекор што го правите, ги разгледувате информациите што ги имате, се